Ladies and gentlemen, Mrs. Melania Trump and Mrs. Светло-синиот комплет на Меланија Трамп со дизајнерски подпис на Ралф Лорен беше еден од најкоментираните аутфити на неодамнешната инаугурација. Пред да се одржи церемонијата се шпекулираше кој ќе се подпише зад креацијата на првата дама, со оглед на тоа што се појавија информации дека звучни дизајнерски имиња ја одбиле Меланија да ја облечат за овој свечен момент. Сето тоа се должи на нивното незадоволство од изборот на незиниот сопруг за председател на САД. Господја Трамп сакала да носи креација од познат американски дизајнер, а незин фаворит бил Том Форд. Откако Том Форд ја одбил, се обратила кај Майк Джейкоб, па потоа и кај младиот и талентиран дизајнер Кристијан Сиријано, но ниеден од нив не прифатил да ја облече. Од друга страна пак неколку познати дизајнери и понудиле на Меланија Трамп да ја облечат, а помеѓу нив биле Том Хилфингер и Каролина Херера. Сепак Меланија се одлучила за Ралф Лорен. Но после лавината на коментари дали Лорен е поддржувач на Трамп, од оваа луксузна модна куќа пристигнува кратко објаснување дека Ралф Лорен никогаш не бил поддржувач на ниедна конкретна политичка партија, ниту пак покажал дека преферира конкретен политичар. Понатаму објаснуваат дека Лорен константно ги облекува и демократските кандидати, а доказ за тоа е дека за време на председателската кампања Хилари Клинтон носела костум во негова креација, а господја Клинтон била облечена и на самата инаугурација на Доналд Трамп во бел костум од Ралф Лорен. Всушност, Лорен во минатото бил заслужен за креациите на повеќе први дами, меѓу кои Мишел Обама, Ненси Реган и Бети Форд. Тоа значи дека дизајнерот ужива да облекува познати дами без разлика на нивната партиска определба.